Негативни се резултатите за коронавирусот на патникот од Дубај кој утрово беше хоспитализиран на инфективна клиника. По 6 часа неизвестност се потврди дека лицето кое беше примено со симптоми на грип сепак нема коронавирус. Вториот случај кој го тестиравме на коронавирус е негативен. Станува збор за патникот кој што е дојден од Дубај после 6-дневен престој таму. Станува збор за инфлуенца тип Б. Синоќа на инфективната клиника беше примен и италијански државјанин кој се пожалил на стомачни проблеми, но и за него тестовите за коронавирус беа негативни. Го повторуваме апелот да не се патува во овој регион, освен ако нема некоја голема и итна потреба. Во постојана комуникација сме со сите институции, не само во здравствениот сектор, туку преку веќе формираната група која што ги менаџира сите информации во врска со ова прашање во рамките на Министерството за здравство, во која членуваат и представници на други институции, како Министерство за внатрешни работи, за одбрана, царина, понатаму Центарот за управување со кризи, Министерство за образование и наука. Во меѓувреме коронавирусот со голема брзина се шири низ Европа, а стигна и на Балканот. Хрватска и Австрија денеска ги потврдија првите случаи на заразени. Од Европа, според досега потврдени случаи, има 16 во Германија, 12 во Франција, 13 во Обединетото кралство, 3 во Шпанија и по 1 во Белгија, Шведска и Финска. И додека коронавирусот се е страв низ светот, американска компанија тврди дека има вакцина против заразата. Проблемот е во тоа што оваа вакцина ќе биде тестирана врз луѓе дури во април, а би можела да се најде на пазарот во текот на летото.